додека воздухот во Скопје е релативно чист, а грејната сезона е речиси зад нас, работиме на тоа еден по еден да ги елиминираме проблемите кои што се причинители на загадувањето. Минатата недела беше пуштен во употреба новиот филтер на Дрисла, со што депонијата повеќе нема да биде фактор на загадување следната зима. Истовремено, тече и јавниот повик за субвенционирање печки на пелети, преку кој што предвидовме средства за околу 500 нови домакинства идната грејна сезона да се греат на пелети како алтернативен начин на затоплување. Од оваа недела, фокусот го ставаме врз оџаците кои поради наталожените честички го загадуваат воздухот. Во Скопје има само 8 регистрирани оџачари, а 45% од вкупниот број на домакинства во Скопје се греат на дрва, односно тоа е 1/3 од уделот во вкупното загадување во воздухот во Скопје. Според некои податоци во Скопје има над 60.000 оџаци кои што многу ретко се чистат, а општо познато е дека неисчистен оџак загадува најмалку двојно повеќе отколку тој кој што е исчистен и е правилно третиран. Поради тоа што оџачарите се дефицитарен кадар и поради неможноста сите оџаци во градот да бидат исчистени, градот Скопје во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе спроведе обука на 25 невработени работоспособни лица. Обуката е предвидена да започне на 1 јуни и ќе трае 3 месеци, а пријавувањето почнува од утре и трае до 10 мај. Кандидатите за време траењето на обуката ќе добиваат надоместок од по 9.000 денари месечно. По завршувањето, секој кандидат покрај сертификат ќе му се обезбеди основни материјали за отварање на сопствен бизнис и известно вработување или само вработување, имајќи во предвид дека чистењето на оџаците ќе биде субвенционирано од страна на градот Скопје. За таа цел, оваа година предвидовме 10 милиони денари за субвенции за чистење на оџаците во нашиот град. Овие субвенции ќе се реализираат по успешно спроведената обука на новите 25 оџачари. Предвидуваме и лјадници оџаци да бидат исчистени до почетокот на идната грејна сезона. Свесни сме дека со ова не се решава во целост проблемот со загадувањето на Скопје во текот на зимскиот период, но затоа работиме на тоа еден по еден да ги елиминираме причинителите на среден и долг рок. Дозволете ми да искористам и оваа прилика на денешното обраќање на сите работници да им го честитам 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Благодарам, повелете прашање. Барање за пристап до информација од јавен карактер, кој е практично поминато 1 месец, а од вашите служби нема никаков одговор. Вие се залагавте за транспарентност? Сите барања до сега колку што се постигнати до мене, можете го да проследите до мене лично, до кабинетот праќајте ги тие барања. Апсолутно. По однос на кое прашање се извинувам? По однос на вашите трошоци за патување. Значи, фактор? Како? Од фактор бевте или? Макфакс. Одговорено е тоа прашање во целост. Кој е на 28 минатиот месец? Значи на 28 минатиот месец одговорот вам би е пратен затоа што знам дека јас го потпишав. Апсолутно, и трошоците се на многу помало ниво отколку што биле, општо ви кажувам сега, ќе ги добиете поединечно така како што би се прашањето, мислам во 5 прашања беше, знам затоа што го потпишав известувањето. Се во многу помален обем од тоа што било претходно како практика на град Скопје. Градот Скопје на трошоците за патувања на администрацијата, потенцирам на администрацијата, предвидува исто толку средства колку што биле предвидувани десетици години наназад. Немаме никаква ставка на зголемување на тие трошоци, иако кратко на советнички прашања имав одговор за моите вкупно 8 патувања, какви се трошоци се направени.